Претениците на власта во обид да ја прикријат измената на кривичниот законник, зашто се погласни се шпекулациите на јавноста дека власта спроведува нов политички пазар за да се обезбеди двотретинско мнозинство за гласањето на уставните измени. Иако вчера 3 пати го повлекуваа предлогот на законот за членот 353 кој опфаќа измени во злоупотребата на службената положба, денеска повторно тема меѓу претениците. Овој пат помешни од вчера, членот 353 ќе се сменил, но претходно требало стручно да се анализира. СДСМ денеска се обиде да ја избегне и дебатата во Комисијата за политички систем. Наместо предмет за дебата да се членовите од Законот за кривична одговорност и јавни набавки, тие зборуваа за дела криминал од омраза. Она што сакам да го презентирам, мислам и да го истакнам како клучно, што е клучна измена во овој кривичен законник е измени и дополнувања, се однесува на криминалот од омраза, за кој што знаете дека веќе подолг период се водат дебати и во смисла на потребата од вметнување, значи и на посебни одредби кои што се однесуваат на криминалот на омраза. Глатката расправа на претениците на СДСМ ја прекина претеникот Панчо Минов, кој побара да бидат транспарентни и јавноста да ги чуе вистинските измени кои се предвидуваат. Ваквите закони според него треба да ги подготвува стручната фила, а не претениците. Недефинираност во овој член има и на тоа што е штета, недефинираност има и што е противправна имотна корис и има драконски висини на казните. Некако пратеници, ова проблематика не е да биде предлагана од пратеници, бидејќи има потреба од пообсежна, стручна, професионална, од фелата правосудна анализа. На иста линија и од независната група на ВМРО ДПМН. Претениците треба да се соочат со јавноста, да не се прави слика дека работите се менуваат поради индивидуалци. Грешно во јавноста да се создава впечаток дека некои работи се менуваат поради индивидуалци и дека ако има потреби, кои што мислам дека сите ги имаме установено, дека има потреби кривичното законодавство во државата да се подобри, еве ова за говорот на омраза е само еден пример, дека треба по детално, поотворено, потранспарентно, низ дебата да стигнеме до подобрување. Со измените на кривичниот законник се предлагаат измени на членот 275 став 3, кој се однесува за злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавни набавки и јавно-приватно партнерство. Измените се во ставот 3, во кој се намалува затворската казна од 5 на 4 години. Како измена на членот 353, кој опфаќа злоупотреба на службена положба, односно ставот 1, зборот некаква се заменува со имотна корист. Измените на членот 353 беше актуелен и летово. Тогаш власта, за разлика од сега, тврдеше дека опозицијата според нив уценувала со овој член и барала да има амнистија. Од ВМРО ДПМН беа демантирани таквите наводи кои во јавноста ги леферуваше премиерот Заев. Претеничката група на ВМРО ДПМН и денеска ја напушти собраниската расправа во делот на измените на кривичниот законник и најави дека нема да учествува во нивното донесување.